Сега забележуваме одреден пат и на сличен начин, ако ги анализираме и вкупните берзи, на сличен начин реагираат. Каде што, иако не е очекувано, меѓутоа има денови каде што берзите вкупно растат, што само упатува на фактот колку има неизвестност во оваа глобална криза. Меѓутоа, точно е дека ние како мала земја, отворена и увозно зависна, особено од овој дел на енергенсите, ние сме ранлива и сме изложена на ваквите случувања кои што во моментот се ги гледаме на Блискиот Исток. Може би директно ние не сме засегнати од конфликтот или помалку сме засегнати во споредба со војната во Украина, меѓутоа индиректно нашата економија е изложена на ваквите ризици кои во моментот постојат. И тоа главно е првично што ќе се случува со цената на енергенсите. Тоа е можеби најклучниот ризик и канал преку кој што ние ќе бидеме изложени, иако не директен, индиректен. Второ, на каков начин ќе биде погодена Европската унија како наш клучен трговски партнер, затоа што можеби ние сме мали и не можеме значајно да делуваме на овие случувања, односно може само да преземаме одредени корективни мерки, но Европската унија како наш главен трговски партнер можеби е и клучен, еден од позначајните чинители кој што може да делува на одредена моќ на преговарање, особено во пристапот на нафта и нафтени деривати, и на каков начин нивното стопанство ќе биде погодено, и третото е каква ќе биде вкупната доверба на пазарите, каде што во моментот е исклучително волатилно. Така што сите овие фактори во моментот се соочуваат со низа на непознати прашања. Едно од непознатите прашања е колку долго ќе трае оваа криза. Господинот Димитров споменува одредени цени на фјучерсите, меѓутоа никој не знае дали ова ќе се разреши со одреден договор помеѓу САД и Иран или ова ќе трае навистина многу долго. Должината на овој конфликт во голема мера ќе влијае на каков начин ќе се одрази тоа на нашата економија. Вториот аспект што не е во моментот познат е каква ќе биде реакцијата на останатите понудувачи на нафта кои што не се лоцирани во таа локација, затоа што ОПЕК во една прилика најави дека ќе ги зголеми своето производство, меѓутоа сепак тука имаме низа на непознати. Третиот аспект е какви гаранции ќе понуди САД во однос на транспортот на оваа клучна траса на Ормускиот теснец. Во една прилика председателот Доналд Трамп на САД најави дека тој ќе обезбеди осигурување за транспортните компании, се со цел да има непречен проток. Меѓутоа, видете, тука имавме и низа други претходно најави на одлуки на САД, па понатаму се повлекуваат и не може ништо со сигурност да биде во овој момент кажано за сите овие неизвестности.